Да, се враќаме во студиото со нашите гости Геровски и Иванов. Геровски, дојдовме до темата за сведочењето на Верушевски. Ја прашав за молкот на Бранко Црвенковски. Сакавте да кажете нешто околу ова? Ја мислам дека тоа не е клучната теза од изјавата на Верушевски. Верушевски кажува дека бомбите уште од 2010 година биле носени во СДСМ и дека, ако добро разбрав, се извинувам ако погрешно се разбрал, дека тој како аналитичар во тоа време во СДСМ ги анализирал. Можно да е така, што не значи дека морало да седи да ги преслушува председателот на СДСМ во тоа време, може би ги читал анализите на Верушевски. Една друга поважна работа кажува Верушевски, а тоа е дека бомбите се модифицирани и уште една пострашна работа, дека се страутно модифицирани и компромитирани. Едно е сигурно, дека ако Црвенковски знаел за такви материјали, предпоставувам дека знаел, не знам, он ќе каже најдобро, ако знаел, едно е сигурно, не ги употребил. Значи, што направил со бомбите, не ги фрлил, не ги имитувал, не ги употребил како оружје во битката против тогашната власт. Зошто го направил тоа? Најдобро тој самиот ќе одговори, но веројатно, моја претпоставка е дека затоа што кога работите со ваков токсичен материјал, со ваков опасен материјал, значи со нелегално снимени разговори кои според законот за кривична постапка не смеат ни да се употребуваат, а камоли врз нив да се заснова судска пресуда, требате крајно внимателни. Ја го разбирам, Зоран Заев се повикуваше на јавниот интерес, но што се случи потоа? Снимките се искомпромитира и денеска ги имате на секаде, ги поседуваат, не знам, десетици луѓе, ги имитува, денеска ги имитува Елчека, вчера ги имитува, не знам, Палески, у прилеп јавно на плоштад и така натаму. Таја компромитација во правото, во духот на правото, кога еден доказ или една индиција ќе биде јавно злоупотребена, се смета за искомпромитирана и така му давате шанса на одбраната врз основа на искомпромитиран доказ да ви го руши кейсот. Денеска Канал 5 објавува на кој начин се чувале, односно не се чувале, на кој начин не се чувале добро снимките во специјалното обвинителство, без протоколи, си ги носеле со USB-ња по дома и така натаму. Пред некој ден се осведочивме како се употребуваат во случајот Мострум тие снимки на суд. Внимавајте, пред роднините на убиените, кои доаѓаат на суд емотивно, на кои ми е ветено дека кога ќе се чујат овие снимки ќе се дознае кој е убиецот и што стои зад ова. 4 сата се имитуваат безвезни снимки, кои ништо не кажуваат за самото дело и така натаму, за обвинителката да каже, ја тоа во завршен збор ќе го објаснам. Господја Фетај, што ќе објасните во завршниот збор? Луѓето беа разочарани, очекуваа да чујат внатре, како да кажам, докази, индиции, траги и така натаму, нешто што ќе ги поврзи спет. Значи, пазите, целото менаџирање на снимките од нивната појава во јавноста до денеска е катастрофално, политички, правно и така натаму. Моја претпоставка, не сакам да бидам адвокат на Црвенковски, неам ни работено кој Црвенковски, за разлика од колегата, но мојата претпоставка е дека сепак е Црвенковски интелигентен човек, еден од поголемите таленти на македонската политика. Предпоставувам дека рекол вака. Ова чудо, ова чаша сега, ако ја земам и ако трчам 100 км на сат до нека, мора да падне. Не можам да ја сочувам во раците. Оваа бомба, што ја земам во раката, овој материјал, ќе ми експлодира во раците. И денеска што се случува? Бомбите експлодираат во раците на оние што ги емитуваат, што ги носеа. Морал да биде свесен тој што го употребувал тој материјал, дека тоа еден ден ќе се случи. Мислам дека Верушевски тоа сега нас не го кажува. Дека ова што се случува, плюс може би си има и своји лични приватни мотиви, воопшто не влегувам тоа. Меѓутоа изјавата е сериозна.
Верушевски е сведок на обвинението, луѓе, не е сведок на одбраната. Да, прилично И, сериозно. и он вика вака, ова бомбиве се искомпрометирани. Знаете што значи тоа? Тоа значи дека врз основа на неговите изјава ќе се гради сериозна одбрана во кейсот, дека ова што ние го слушавме, се забавljавме и срушивме режим, тоа е вистина, односно не ние, срушија режим Заев и екипата, на овој начин, окей, се постигнале некои политички цели, меѓутоа кога ќе додиш да ги влезеш тие во правниот систем и да ги употребуваш, тогаш веќе нема со пенкало рушење на режими тие приказни. Се суди по закони, се суди ова, и тука се проблемите на кои мислам дека Верушевски овде го укажува и удира овај нож во грбот на Зоран Заев. Се разбереме, пред се на Зоран Заев, не бите не Бранко во приказната Црвенковски. Отиот не ги употребил тие докази. Не. Не бите не. Не е баш така, малку површно гледање, инаку патем Геро заборави да спомне дека да, кај Црвенковски он Патребини водеше, дека јас сум работел, нели му водеше тркалезни маси. Јас? Да, ти. Да, бев на промоцијата на тројца Така што- председатели, точно. Имаш и ти релации, не е ова, како немам, што не тама си на бил работа. ангажиран, не знам, тоа ќе мора да му се обратиш нему. Не ме интересира. Околу ова, последново што брујат медиумите вчера наваму, со исказот на Верушевски. Ја не се согласувам со Геровски дека е тоа нош на, може сигурно дека е нош на тоа е нош на правдата. Мислам дека се е спакувано, има режија, не знам и јавноста исто, мислам дека дел од јавноста го има тоа чувство во која длабочина и која широчина се прави таа режија, но евидентно се оди кон амнестија. Дека ниеден од случаите на Господин Иванов, да ја прашам. Само да Знаете ли што е Зоран Заев, Зоран Верушевски во СДСМ? што сака нека биде и кој сака нека биде. Он е Како што сака? он ги има Човекот најголема доверба на Зоран Заев. човекот од најголемата доверба кога вели термините што и вие ги цитиравте дека подсетете ме како рече дека Модифицирани и скомпрометирани модифицирани и така. компрометирани. Што значи тоа? Како го толкувате? Каде сега ќе сврти истрагата? Значи доволно е еден искусен истражувач, политичар, известувач, Да, тоа ако ги употреби тие два термина, тоа значи сега јавноста и стручната и политичката и општата ќе се занимаваме со тие термини што сакал авторот да каже. Додека ние се занимаваме со тие термини, ниту адвокатите, ниту обвинителството, ниту судството може да продолжат по текот по кој сега се оделе. Мислам дека овај клип ставен има договор некаков за и власта и опозицијата да најдат заеднички јазик во октомври да добиеме овако. Сиде на избори, мислам дека како е расположението на граѓаните пола пота сите у влада и конечно нешто да почнеме од нула да градиме некаков правен поредок. Клип, договорен клип во процесите. Така, ве разбирам, дали ве разбирам добро? Одлично ме разбирате. И да бидеме живи и да видиме. Брзо ќе се знае. Ово е страшно, Тоа е, вистина што нека е страшно. кажувате. Тоа е моето чувство и моето Геровски и за вас, за тебе. Мислам, не спорам. За тебе беше страшно и кога ја реков дека ерга омнес ќе се примени, ќе се смени уставот, ти очи ќе ми ископаше на една емисија. Да. Не помина не месец и пол дена, се смени ова ситуацијата и ние одевме на тоа дека нема друг излед, дека мора уставот да се промени. И тоа се случи. Држи ми и сега за збор, не знам колку време треба да помине, но факт е дека јас, моето чувство, не ме лаже, мислам, каму среќа да не е така, дека се оди на една латентна амнестија, да се развлече, да се искомпрометираат случаите повеќе, а не бомбите, зашто тоа модифицирање може да значи и снимките од пола сат се само во бомбите 2 минути, или 3 минути, или 5 минути, прикажено другото стои таму. Кој сека не го слуи, тука е компрометација. Договорот меѓу кого? Меѓу Заев, Мицковски и Верушевски? Не знам, тоа толкувајте вие. Не знам. Не мора да има директен договор. Па како? Ние од колку години работеше? 3 години специјалното обвинителство? Па еден завршен случај имам. 3. Еве го и заврши и тоа. Така? Едниот е ослободителен, така. Од тие 3. Заврши и специјалното, не постои. Сега целиот тој товар го префрлиме таму. Се спорат легитимитетот на обвинителите, нели старите на истите случаи, се спорат и ќе ги спорат, да видиме како ги заврши. Ние немаме правен систем, немаме правен поредок и тоа на политиката им одговара. Ми се чини сега во оваа ситуација после рекет и на власта и на опозицијата особено. И мрсни, како велат сложни попови, и во петок мрсат.
разочарување за граѓаните, но за мене и како граѓанин единствена надеж е октомври, конечно да добиеме датум, да дојдат европските бирократи под некаков нивни мониторинг, малку полека повторно да го кренеме со ветинг, со реконструкција, со не знам што, правосудниот систем на државата, зашто ако нема правда, ќе нема мир. И ова што вие веливте, КСД само дојде на власт благодарејќи на бомбите, да, но дојде на власт и благодарејќи на граѓанското движење. Гировски Иванов, мислам дека отприлика ги исцрпевме сите теми. Ви благодарам на двајцата за ова гостување. Вие, почитувани гледачи, следевте уште една анализа на Телевизија 24. Ви благодариме на вниманието и на довербата и останете со нашата програма.